Почитувани гледачи, ја следите емисијата Спектар. Мој гостин е поранешниот министер за финансии, господинот Џевдет Харедини. Добро дојдовте во телевизија КИС. Добро ве најдов, Заки. Сакам почеток да ви благодарам на поканата и мене ми е задоволство што вие ми ја пружите приликата еднаш да настапаме на телевизија локална во Тетово. И за тие гледачи што не знаат, јас сум и тетовец. По сите телевизии во Македонија сум бил веќе 25 години и локални по други градови, од Гостивар до Битола и Штип, а за националните да не зборуваме, таму сме станали досадни, а прв пат една од 4 телевизии тетовски ме пружа прилика да настапам овде пред гледачите на КИС во Тетово. Така, наша чест и задоволство е. Ви бевте поранешен министер за финансии и ги знаете состојбите, нели, во економијата, меѓутоа и ги знаете локалните проблеми во градот кои што со години се провлекуваат. Да ја започнеме емисијата со она што е ново, а тоа е извештајот на Европската комисија во однос на економскиот дел. Значи, оттаму во неколку наврати истакна во самиот извештај дека лошо има менаџирање со народните пари. Како го коментирате овој дел? Што е најважно за населението, тие народни пари, каде се инвестираат и каде се менаџираат? Вчера и денеска е ударна тема, што сосема нормално да биде извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Овој е седни извештај, што гледачите имат прилика цел ден да ги слушат информациите врзани со она што содржина на извештајот. Слушам некој викат овој е еден од најлошите, не еден од најлошите, он е најлошиот. Jer претходните 6 многу личеле едни на други. Меѓутоа, никогаш, кога тие извештаи се добиени, секогаш негде по половината на октомври, владата на Македонија се јавуваше со план, да прави акционен план за спроведување. Тие извештаи има едно клише, една формула. Ќе редат повеќе проблеми во државата, што немаме напредок во разни сфери од животот, нарошто стопанството, финансиите и така натаму. Меѓутоа, на крај се констатираше секогаш, што е таков дипломатски јазик, сепак е остварен извесен напредок со цел да го правдат предлогот за поканата за прием и остануваше само како пречка проблемот со името. Никој после вториот ден понатаму, нарошто од властите, веќе не се навраќаше на одделни прашања што тие ги меѓу редови ги истакнуваа. За да после толку време, толку години, бидеме сведоци да во Европскиот совет, каде што се членови сите министри за надворешни работи на земјите членки, да се констатира дека Македонија од сите европски земји се наоѓа во полоша состојба отколку пред 10 години. Па ја на едно место би ги прашал авторите на тие извештаи до сегашни, претходните 6, за последниот ќе кажеме нешто повеќе. Ако секоја година сме имали извесен напредок, како се случи после 10 години да сме полошо од тоа? Значи и една улога помалу крајно вака, како да се изразам, да не го имаме дволичност, како потешко, дека не биле искрени кога ги пишувале тие. Да, може во дипломатски реч не ги пишувале сега со конкретни... Меѓутоа сега плаќаме голема цена. После таквите храбрења дека секоја година имаме напредок, Македонија дојде во ситуација на драматична кризна состојба. Дојде
во состојба да биде не само проблем за себе, него проблем и за Европа. Како се случи да избие и да откриеме таква драматично лоша состојба во сите области, за да мора да се преземат вакви вонредни мерки, значи Европа да дојде, тоа добро треба сите граѓани на Македонија, нарочито оние што стоат зад партиите на власт кои се 10 години, да ја доведат земјата за една ноќ да им пишуваат закони странските представници и да се сложат тие закони за една ноќ едногласно да ги усвојат. Сега како граѓанин на Македонија, а и како граѓанин кој гласал за одреден, како е можно да ми рече секоја година дека остваруваш голем напредок, а на крај на парламент твоите пратеници да гласат за да се преземат воредни состојби, да се прават влада со представници и на друга партија и тоа е состојба која прво вака треба да се постави. Кој сега ја носи одговорноста после 10 години што ја донесе земјата во ова состојба? Не дека и сега вонредно е затоа што причините за кои дојде до ова, ние сите како граѓани сме предпоставувале дека има крупни проблеми. Меѓутоа сега и Европа и ние сме сведоци со факти дека ова состојба не може понатаму да биде. Мора да оди таков хируршки рез каков што сме сведоци што овие денови се прави обиди да се создават услови една за секогаш да понатаму Македонија да трне по еден друг правец во изборот на елитите раководни. Jer не се и сите граѓани што гласат за една или друга партија виновни. Како е можно во овие демократски услови да нас ни избиват на врв луѓе чиј мотив не е доброто на народот, него корупцијата. Амбасадорот на Америка после толку време беше тука, последниот ден рече: овие елити политички се во состојба за своји лични и групни интереси да ги уриват столбовите на државата. Има ли политички елити кои што можеби би смениле ваквата состојба или можеби во наредниот период би очекувале подобар извештај и пореален? Не се овој извештаите. Треба еднаш за секојаш да завршиме и со извештаите, па не 20 години или Македонија ќе остане да добие извештај. Дефинитивно ако сме повеќе пред 10 години, веројатно треба да остане. Па веројатно ќе треба радикални промени овде. Не може да се рече дека овој народ не може да има луѓе кои се мотивирани да владеат добро. Него тоа сигурно има. Тоа нека размислат сите и граѓаните и сите. Меѓутоа, како успеа тие да ни се прикријат 10 години? Фуере, 5-6 години беше представник на Европска Унија, едниот коалиционен партнер, Дуј. Цело време лидерот на Дуј вика нашите надворешни пријатели. Он дојде на еден последен конгрес нивни, така наречен тематски, го викна како гостин и он стана и ги праша: а што вика ти си направил цело ова време? Немаше он одговор, требаше некој да стане и волес. Значи, еве тие све знаеле, меѓутоа Фуере ќе зашто кога отиде, додека он бил представник на 27 земји, членки на Европска Унија, он не можел да зборува во своје име и во своји чувства. Само што се ослободи од таа обврска, он го кажа тоа што мисли. Меѓутоа сметате дека дипломатите, амбасадорите и другите меѓународни представници кои што го наблюдуваат целиот процес во Македонија треба да бидат поискрени кон начин да апсолутно, според до сега не били искрени, па не били, апсолутно имат вина представниците на Европска Унија. Зашто? На тој начин зашто никогаш не нашле храброст и тоа да каже, тие све меѓу редови, меѓутоа овде огромен број граѓани не се сите верзирани да читат меѓу редови.
Ова е јасна изјава, тоа што ви цитирав амбасадорот Волевски, 4 години беше тука. Па више напредок е направен, напредок е тоа. На крај викат тие се луѓе кои опште не водат сметка за државата, туку за своите лични. Иво Орав и да не збориме претходниот комесар Филе и така натаму. Иво Орав 4 години откако е дојден не отвараше уста. Кога дојдевме во оваа ситуација, тие сега дефинитивно ги отворија картите. Меѓутоа не имаме последици од тоа. Ги отворија картите кога и сами слушат што се станува. Водите сметка како е името на закон за специјалната обвинителка. Закон за гонење не на евентуалните кривични дела, за гонење на кривичните дела што произлегуваат од незаконски прислушаните разговори. Значи, опште нема двојба дека се кривични дела тие. Едино треба се формализираат низ една постапка. Сега, тие викат мора да се спроведе, услов е сега, условена покана сега е, да Пржинскиот договор да се оствари. Па за да се реализира Пржинскиот договор, ништо не е постигнато ако тие што правиле кривични дела, веќе се фалат и едните и другите, дека ние пак ќе добиеме на изборите. Нека добиват. Ако овие механизми што ги имале до сега за добивање на изборите, еден дел огромен што и гласат искрено. Кризата во Македонија, како што рече сега Орав или некој друг, ќе се случи нешто друго. Не знаеме што мисли, али и јас мислам дека ќе се случи нешто друго. Слично или полошо. Сега да се вратиме на некои од финансиските. Да, односно конкретно за во повеќе сектори или 90% од секторите, нели во европскиот извештај се говори на задување, меѓутоа во економскиот дел има првично добра макроекономска политика, меѓутоа се напоменуваат некои нели цитати ќе ви прочитам. Сепак развојот велат на приватниот сектор останува да биде попречено на слабо почитување договорите од голема сива економија. Буџетот велат да биде насочен кон раст, да се зголемиат вработувањата и да продолжат реформите за подобрување на бизнис климата. Се потенцира тука и вработување на помладите и така натака. Околу тоа, некој коментар. Како ја гледате економијата, односно споредба на вашите ведувања, кога што напоменав првично и на овој извештај од Европската комисија? Ќе потенцирам она што е многу битно да знаат граѓаните на Македонија. Да се зголемат бројот на вработените, да се создаде клима, не се мерки кои можат да ги донесе некој со одлука и тоа општи фрази, затоа што тенденцијата ниедна влада не може да ја намали невработеноста драстично за една или за 2 години. Не ова. Тоа се долгорочни процеси. Фалењето дека бројот невработеноста е намалена од 35-6 на 28 има своја друга страна. Jer никој не објаснува дали тоа намалување, прво за еден дел знаеме дека се луѓето вработени во државната администрација за кои има остри критики. Друго, сега нигде не гледаме кај се вработени во приватниот сектор. Нели е констатација факт дека 5-600.000 луѓе отишли од Македонија да барат работа. Па голем дел од нив се луѓе кои не можеле долго време да најдат работа. Морале да одат и тие не се во списоците на невработени. Нормално дека ќе се намали бројот на невработените. Меѓутоа за 10 години да мрдне од 33 на 28, тоа не значи ништо. Jer министерот еднаш рече, ја поминавме психолошката граница од 30, паднавме испод 30. Кај овој податок не е психолошката граница 30. Таа може да биде 10 психолошка граница. Да паднеш од 2.13 на 9. Или ако поминеш 10, веќе е тоа проблем. Македонија е на
прво место долго време со највисок процент на невработени. Само да се вратам на финансиите. Не во овој извештај. Лошото планирање и менаџирање со јавните финансии се констатирало во сите извештаи до сега. Што значи тоа? Вика таму отсуство на фискалната транспарентност. Тоа за широките народни маси не знае што значи. Тоа значи криење на податоците. Криење на стварната состојба со финансиите во една држава. Грција, која дојде во таква една драматична финансиска, не вкупно економска. Грција има општествен бруто продукт поголем од сите држави што произлегува од бивша Југославија. Таа е во криза, ама на многу повисоко ниво. Грција дојде во голема криза, ама 700.000 албанци, а има и бугари, има и други, никој не ги избрка, пак таму работат. Ние не само што немаме вработено странство, него нас не отидоа сите наши млади граѓани во надвор. Како може ова да се третира како големи успеси? После 10 години владење, не викам дека ова работа може за година-две да се исправи. После 10 години да немаме крупен некој исчекор. Во сите извештаи претходните години, кога станува збор за фискалната политика, менаџирањето на буџетот, се констатира дека квалитетот на јавните, на менаџирањето и планирањето на буџетското се влошува. Никогаш не излегол министрот за финансии тоа да го коментира. Зошто баш тоа? Затоа што прво за долгот. Ако вика дека нема финансиска транспарентност, ние не сме сигурни колку е внатрешниот долг. Не е мал проблем и внатрешниот долг, затоа што тој тога ќе избие. Буџетот не ги извршува своите врски према буџетските корисници. Не се опфатени сите долгови на локална самоуправа, на јавни фондови и така натаму. Тој дефицит мора да е многу голем. Факт, еве вика. Jer ako je dobro, ne se krije, ne se pravi netransparentno. Na крајот на краиштата, сакам да потенцирам, спаѓам меѓу оние што пратат и често пати има прилика јавно да настапиме. Ние што критички сме обсервирале за движењата во стопанството веќе повеќе години, никогаш не сме дале таква лоша слика како што го слушаме самиот министр за финансии дека ми иде да удрам. Знаеш зашто му иде да го утри со телефон по глава премиерот? Затоа што он го диктира што он да прави, не се слага он. Тоа е друго прашање, jer човек со интегритет не седи таму ако е изложен на таков притисок од премиер. Jer тој што е за министр за финансии не е без работа. Благодарам, ќе одам негде пак иста плата. Не се кој знае колкави платите, разликите па натаму. Таква лоша оценка не сме дали, ја не сум дал. Како што тој. И не го признаваме тоа, а утре дента го натера да излезе министр за финансии пред новинари и да рече многу добра е состојбата. Тој е млад човек. Што ќе рече после 10 години кога ќе се сретне со луѓето? Што е исто? Европска унија тоа сите тие работи сега ги констатира многу по експлиците, многу по-драматично. Ако не се преземат мерки, вика, мешањето. Тој без ник дава оценка. Зашто дава оценка? За формалните услови. Така, законитоста, дека Централниот регистр е за 5 дена фирма. Па не е голем проблем рокот дали е 5 дена или месец дена да регистрираш фирма. Jer фирмата не се регистрира, не е тоа човечка операција па успешна. Фирмата ја регистрира за неопределено време. Што сакам со ова да кажам? Не е некој битен фактор тоа. Дури и да е проблем. Централен регистр е матична книга, ке пишуваат, се регистрираат, условите да ги исполнуваш, парите да ти се
чисти и така натаму. Не е тоа да се фалиш во Индија, во... Така. Со тој doing business, Македонија, не само со... И со такви трошоци за патувања, 5 министри за странски инвестиции, промотори за инвестиции во светот, Македонија со години редовно на последно место на Балканот со приливот на директни странски инвестиции. Овој факт кој го читаме, министрите за економија, за финансии, никогаш не сакат ни да го коментират. Друго, има ли граѓани на Македонија што верува дека ќе дојде инвеститор од Сао Пауло во Македонија? Дали има? Еден. Има ли граѓани на Македонија што верува дека некој бизнисмен од Лос Анџелес ќе дојде во Македонија? Зошто да дојде во Македонија? Не знае ни каде е Македонија. Од Сао Пауло трошоци има. Па ќе инвестира не само Македонија, и во Србија, и во Латинска Америка не сме чуле дека има инвеститор, таа доволна е сама за себе. И за си природни богатства, и со пространства. Премиерот на владата на Македонија оде во Сао Пауло и се јавува на телефон, лично он, и кажува склучив еден договор за инвестирање во областа на здравството. Каде е тој договор? Каква е таа инвестиција за здравство? Тоа ли имаме ние потреба? Ако за инвестирање во здравство, нека не инвестират здравството в Германија, мало ли е развиено. Во Италија, Франција, Англија и така натаму. Или Лос Анџелес. Да не зборам по 10 дена во Америка. Еве сега во Дубај. Знаете резултатот како го опиша на посетата? Рече, бевме таму, во Дубај ќе ја разгледат можноста за инвестирање во Македонија. Телеграм, во денешно време на информатичка технологија, а некој шејк сака да инвестира во Македонија, ќе отвори интернет, ќе види, ќе дојде. Инспирирани од вашата желба за идеално опремен дом, Голди Хом Желино. Уникатни модели и дизајни, а квалитет по македонски стандарди, како и производи од најреномирани турски фирми по најповолни цени. Повелете во Голди Хом Желино и нека вашиот дом заблеска во нов и уникатен дизајн. Голди Хом Желино ќе украси секоја ваша просторија и ќе го зачува вашиот семеен буџет. Дозволете да влеземе во вашиот дом и да го направиме пријатно вашето секојдневие. Голди Хом Желино, повелете, посетете не. Локација во поранешниот објект на Голди Маркет во Желино. Сан Витал. Здравје во капка масло. Ладно цедено масло од сончоглед. Прво домашно масло на пазарот, произведено од 100% чист органски македонски сончоглед. Сан Витал маслото е произведено по светски стандарди, погодно за домакинства и угостителски објекти. Освен за салати, Сан Витал маслото е термички обработливо до 260 степени, без непријатна мириспа, без талок и со двојно поголема вискозност од останатите масла. Сан Витал. Здравје во капка масло. Сан Витал. Побарајте го во поголемите маркети низ Тетово. Телефони 044 377 300, 070 224 240 и 072 277 703. Сметате ли, еве, според она што го кажат, дека се тоа е фарс и на некој начин политички маркетинг пред самите граѓани, односно и избирачи? И според вас, што треба реално да се насочи државата во развој на економијата? Кој е реалниот сектор за развој? Според вас и Да, апсолутно.
Апсолутно. И тие ограничени средства што го имаме, jer Македонија е сиромашна земја и друга влада да не може да прави кој знае што со од буџетот од 500-600 милиони денари, 400 милиони евра за инвестиции. Тоа е помало од дотацијата на пензинскиот фонд. Така. Не може било која влада да прави кој знае што. Меѓутоа, еве што се случи во Македонија, што го нема во светот. Се урна ранг листата на приоритетите. И тие ограничени пари што ги имаме овие години на располагање, што ги дели овој народ, не ги дава владата. Народот ги дава, народот гради, не владата. Како што ние троши огромни пари од буџетот за да се плати и да се финансира пропагандата дека благодарение на оваа влада све што е остварено, што остваруваат сите граѓани. Иначе да не е ова влада, да не е овој премиер, ние треба да умреме за леп. Тој дава, тој донира, ништо не дава. Владите не создаваат пари. Парите владата е со устав, со закон во државата да ги прибере од народот и да ги рационално и паметно ги искористи. Што се случи последниве 5-6 години? Наместо, че извините да цитирам, jer може и тие ограничени пари да беа искористени за две инфраструктурни објекти, патна и енергетска. Друго нема. Да не збориме здравство, школство, сите барат одредени износи, али тие барат секогаш. Тоа ќе бидат, ќе трошат, jer тие создават за дол рок здравјето на луѓето и образованието на младите. Меѓутоа, кај економијата не е така. Во програмата, во експозејата на, ова го повторив и досега го имам кажано, на премиерот на владата, тргнувајќи нормално од програмата на партијата, дека многу паметно ќе се градат енергетски и патна инфраструктура, и тоа според датумите што овде ги имам, што, да ги цитирам да не замара, требале да бидат завршени до сега скоро сите. Хидроцентрали. Хидроцентралите се многу битни. Ниедна хидроцентрала не е изградена, а беа предвидени. Прво, многу е битно термоцентралата е Неготино да се прошири и да се гасифицира. Таа стои не се користи за тоа што е на мазот. Скапа е многу. Да се тоа изградеше, а требало да се изгради да заврши одамна, според планот. Не е изградена. Таа создава веднаш намалување на увозот на струја, веднаш. Создава на ограничено време општествено бруто продукт. За индустријски капацитети. Хидроцентралите, Галиште, Стрежево, Бошков мост, Света Петка, таа е пуштена, мала е некоја. Вие зборувате за овие големи хидроцентрали, не за малите кои немат никакво специфично значење. Немат. Добре да се градат. Само повеќе ќе се уништи тие не менуваат ние енергетскиот биланс на државата. Лични интереси тоа се. Лични интереси. Корупција. Фамозните тие корабски води. Луково поле, браната. Ниеден насто не представува во вкупното производство на електрична енергија во Македонија. Само отвори, па ги прекина затоа што за Бошков мост, за Луково поле, ова влада дала намерно или од незнаење лажни податоци за чинењето и за реперкусиите за животна средина. Кога тие отворија очи, тие веднаш предложија сега некои органи од Европскиот совет да се прекина. Пред неколку дена имаше за тоа. Патната инфраструктура. Автопатот, делницата до Миркапија, Смоквица, требаше да заврши 2008. Така стои во програмата. Пред известно време, го кажав да повторам пред гледачите на КИС, премиерот отиде во посета на градилиштето, 2015 сме, и констатира, многу успех, дека 60% од работите се завршени. Као успех. Не дека 7 години истекол рокот за завршување.
пропагандата платена со милиони евра, тоа го навечер презентира како голем успех. Бил премиерот, констатирал, никој не се враќаше, па како е успех кога пред 7 години требало да биде крај. Овие други проекти не се ни почнати. И да биде поентата и да завршам околу оваа работа, околу оваа проблематика, реализиране проектот Скопје 2014. И видите, и да се прават културни уметнички објекти, да се разубават градовите, центрите, во принцип не е лоша работа. Меѓутоа, земја, човек што нема стан не купува кола. Прво обезбедува стан, па после купува кола. Што ќе сметаше да ги градевме овие централи со тие пари, многу пари се тие, и после тоа да почнеме еден по еден да правиме и споменици. Каде е логиката дека ние ќе привлечеме туристи, ќе дојде да го посетат центар на Скопје, од тоа ќе имаме приходи. Максимум приходи од туризмот цела Македонија, со Охрид, со Бит, никогаш нема над 100 милиони евра, и тоа дел од нив се... Колку е тоа? Па никако процент Нема нешто. ни процент. Да, не ме терај проценти како Груевски, не ќе можам да кажам поарно вака директно. Него и плюс се дават субвенции на тие туроператорите за да ги стимулират. И да го нема, да ја нема таа ставка опште. Македонија има една ставка како да е извозник на нафта. Никој не ја спомнува. Околу 2 милиарди денари во евра, помалу или повеќе, али од милиарда и пол до 2 милиарди идат од дознаки на нашите работници во странство. Тоа е исто како да имаме извоз на нафта. Тоа е 20% од општествениот бруто продукт. Подосна ќе зборуваме. Во однос на економските зони сака малку да позборуваме. Еве тука и во извештајот се говори подобрување на врските помеѓу директните странски инвестиции и домашната економија и да се даде приоритет на овие инвестиции. Некој коментар околу индустријските зони. Многу да се започнеме од Тетовската, која што за жал се уште нема ниту еден вработен. Многу се дискутира. Во начело ние немаме акумулација домашна, без да ни дојдат инвестиции од странство, не може да сметаме на некој поддинамичен раст на економијата, тоа е во ред. Меѓутоа, со право се сите тие научници, економисти, што условите под кои ги носиме овде се крајно проблематични и никој, еве и владата призна, немат резултати од анализите. Колку добиваме, а добиваме, меѓутоа и колку даваме, а бенефит е она што останува. Невозможно е да привлечеш не инвестиции, како нашите министри за странски инвестиции, да ги убедат кинезите дека платите кај нас се ниски. Замисли на кинезите, каде платите се многу пониски. И кинез сега да дојде бизнисмен заради ниски плати да инвестира во Македонија, за да уште пониско да плати. Друго, бесплатна инфраструктура. Струја, вода, земјиште. Не негират никогаш носителите на економската политика дека и на домашен инвеститор да му обезбедиш тоа, исто ќе вработи по работници. И на крај да повторам, Зоран, па ако е сето тоа така, зошто сме на последно место со странски директни инвестиции? Зошто? И покрај толку добрите услови. И покрај тие добри услови, и покрај тие прошетки, и покрај тие министри. Зошто? Не им ги знаеме име. Не е само тоа. Климата ја бара стабилноста и моментална и стабилноста долгорочна на државата. Друго, треба интензивно да се развива, jer ние немаме, не само ние и другите соседни земји немат, никогаш нема да бидат конкурентни со своите производи за да конкурират успешно. Кога ќе влеземе во Европска унија, уште потешко ќе ни биде
околу пласманот на нашите производи, jer ќе бидат изложени на конкуренција на многу поразвиени економии. Никакви обиди не се прават и да ги интензивираме односите со блиските соседи. Поради тоа што е поевтино, не поради љубов. И тие да дојдат тука и условие при интеграцијата. Изрично се наведе. Прво интегрирајте се вие во регионот. Формалните регионализации ние немаме добро историско искуство, имавме пропадна Југославија. Тоа никој не ти брани без да се формализираш, да ги развиеш односите економски. Со Албанија, со Бугарија, со Србија и така натаму. Не само она што останало од порано. Ништо ново нема. Ние сме опатени 60-70% извозот ни е во Германија. Да не е Германија. Сакам да кажам дека ова ваков пристап, јас лично ти кажам, кога би бил и сум бил. Сметате дека можеби владата има премногу утопистички пристап кон нештата? Не. Премногу гледа широко како некоја развиена економија, па крајно политизирани, крајно изразена желба неограничено да бидат власт. Затоа што, како што гледаме, мотивите биле сосема поинакво. Инако до сега, пред сите овие положби, да не еден министр да не рече, не оди ова работа. Ти реков за четирите ресори што ги водат кадрите на ДУИ. Па добро, ако ваква ни е состојбата со загаденоста, не е трагедија да поднесеш оставка. Меѓутоа, ја не викам дека ако поднесе еден министер оставка, утре дента овде ќе биде воздухот чист. Меѓутоа, расте одговорноста во однесувањето. Нелогично е еден министер да рече дека за загадувањето на воздухот во Тетово не сум ја виновен владата. Не ја знае елементарната логика за функционирањето на владата. Министер, ако влада го принудува да постапи поинако од она, тој што е убеден, тој вика ја од утре не сум тука. Така, затоа малку подоцна во контекст на овие работи кои што нели ги истакнавте економски, политички, рековте дека има способни луѓе во Македонија за водење на оваа држава и на економски и на други сектори. Има ли друга опција? Постои ли? Крајно. Прво голем проблем е сите партии и до сега, али ова веќе е карикатура при регрутирање на кадри од почеток, кога се изборите, кога се формираат партиите. Прв услов е тамо да биде лојален, да биде колку сака нека биде слаб, само да биде за партијата добар борец. И после тој оценува. Јас се тепав ли тамо на изборите, сега министр сакам да бидам. Дојдовме до крајно деформирани критериуми за регрутирање на кадри во и да седат стотини илјади луѓе со години да земат плата и да не работат, да ги чуват само за кога ќе дојдат изборите, да ги пуштат по изборните места, да ги мобилизират своите членови на пријателите, семејствата, да ги терат бизнисмените да носат таму, па како што гледавме. Како што имав прилика да гледаме, па тоа е во која држава се случило тоа до сега. До таа мера изборниот процес, судовите, медиумите да бидат во функција до таа мера на крајот на краишата. Овде најдраматични се партизирањето, односно на судството. Викат инвеститори, па секогаш се рекло, ако нема стабилно независно судство, нема странски инвестиции. Jer bilo koji problem da mu se javi na stranski investitor, nema šansi on u sud da dobije presuda ako ne dobije sa telefon. I to da ne zboram u Makedoniji karikatura, koji da telefonira i sudijata da presudova. I dojde u situaciju da imamo specijalен sud. Neka izliza tije lideri na tija partije, neka im objasnat zašto glasat jednoglasno za specijalен sud. Neka im objasnat na своите членови на партијата. Па што ни направивте вака?
И направивте се. Да, кој тоа направи? Објаснување ли е тоа опозицијата? Па опозицијата е 30%. Ова гарнитура, ова коалиција има 82 пратеника. Што сака нека прави, нити бил заедно во власт, нити 10 години е СДСМ, нити не знам дали ќе биде и не мора да биде. Зошто тој е изговор, зашто состојбата е ваква? Тие сакат некој да им прави опозиција како што тие сакат. Тоа пак нема опозиција. 82 пратеника, менја и устав, менја што сакаш. Затвори ако тие прават некоја работа. И тие дојдат да барат помош. Од помош иде со барање и на... Ви го знаете, председателот на ДУИ, секој ден го викаме странскиот фактор да дојде во судските процеси. Никој не дошел, jer никој не иде на покана на партиски лидер. Само нема кој да му каже, оти, тоа е министерот за правда, тука го имаш, нека прати писма во странство. Jer и се срамиме тамо. Имат ли овие работа, овие луѓе врска со функционирање на државата и на меѓународните односи. И никој не ги ни, со извинение, никој не ги ни ферма, тоа ги фрлат. Он пратил некња извештајот за прогресот е готов, вчера се... Тој во петок навечер, председателот на ДУИ пратил барање до Јоханес Хан, Македонија да добие покана. Извештајот бил, очекувал он во недела Хан да не оди на одмор, да оди да го коригира извештајот како што барал Али Ахмети. Меѓутоа овде пали кај некои слоеви. Ова вика, ова голема работа, он бара. Па бара, ама никој ништо не му дал. Така. Кажавте дека има, нели, можеби опција за напредок на Македонија. Малку е да се вратиме, сега малку ги помешавме политика, економија, меѓутоа се едно. Во однос на економската зона во Тетово. Зошто сте уште тука ништо не можете да вработите? Не ми одговоривте на тоа прашање според вас. Затоа што во другите зони ли има фабрики некои кои пред неколку месеци се наполнија 5 години од кога Груевски заедно со министерот за економија беше тогаш Фатмир Бесими и ја сеча лентата. Два пати ја сеча лентата? Не, прв пат 5 години. 5 години прв пат. Јас секогаш во овие прилики ги истакнувам годините. Во комунизмот, ја го памтам и тој период, аз сум читал, имаше петолетки. Значи државите, бидејќи инвестициите беа сите концентрирани во фондови државни, правеше план за 5 години. За 5 години се градеа централи, патишта и така натаму се завршува. Почнува и завршува. 5 години има ова зона кога Груевски ја сечеше лентата за камен темелникот. Немаше камен темелник и тоа се памти по тоа што министерот за економија збореше нешто албански, он реагираше, тоа се ја било проблем. 5 години таму слушам дека удрите темел некоја фабрика од Америка и го излажале Сали Бериша пред неколку месеци излезе голем. Му рекле на телефон, кажи, еве, 3000 работници една фабрика од Америка тамо вработила. Сали Бериша. Таму ние да го видам, што ние поаѓаме секој ден таму, не гледаме ни еден работник, ни една зграда. Ова е таа пропаганда. Секогаш треба да се вратиме. Лоша е, отровна е пропагандата кога власта неограничено пари троши да ги представи ситуацијата онаква каква што не е. Тоа е демагогија, затоа што луѓето тие знаат дека е лажно, а ги сметат за идиоти граѓаните. Тоа е дефиниција на погледам за еден поранешен председател на Америка, демагогија. Не е изградено ништо, а тој шири, кажете дека 3000 вработени. Може ќе бидат, ама со ова темпо нема да бидат ни уште 10 години. Нема да најдат работници 3000 многу се. Тоа е друго прашање, колку дубиозе има таму. Слушавме и при
Од снимките, турската што конкурирала на првиот тендер, турскиот инвеститор бил многу по-солиден. Со факти, со све, со тоа. Не да биде наш човек што посредува. Начнавте за печалбарите кои што, како кажавте, тие што ги имаме се исто како да имаме извоз на нафта. Тука во емисијата малку се приориентираме на локалните теми, а можеме да кажеме дека една локална тема и печалбарите, затоа што голем дел од печалбарите се од Титовскиот регион. Што да се прави со овие печалбари? Затоа што знаеме секоја година кога доаѓаат, еве и ние новинарите велиме и самите печалбари и самите мештани кои што живеат во селата велат само ги трошат парите и толку не инвестираат. Што да се преземе да инвестираат во својот роден крај, па можеби да се вратат тука да го прошират производството поголемо. Во овој крај треба да се истакне дека неколку случаи имаме ние на успешни инвеститори, наши граѓани кои работеле во странство и дошле овде и подигнале капацитети многу успешно. Но на прсти тие се бројат. Тие се бројат на прсти, петмина, неколку се во джепчиште, Значи тоа треба да се стимулира. Да се идентификуваат тие, и тука има една специфичност. Граѓаните што се селат во Америка и во Канада и во Австралија не се селат за да се вратат. Така. До сега, грото, овие што се селат во Западна Европа се блиску. Тие ги држат односите и релациите со своите. Иако и тука имаме една друга тенденција, секоја трета куќа во периферијата на Тетово се продава, затоа то трете поколение не се враќат више. И тие. Меѓутоа, тука со нив требаше да. Пред неколку години председателот Иванов отиде во Берлин во посета и меѓу другото тамо имаше една средба со бизнисмени. Зеде 20 бизнисмени од Македонија, не зеде ни еден албанец. И што се случи? Кога отиде тамо бизнисмените, не председателите, средба, и германците 20-тина седнале да разменат идеи, она што вика бизнис форум премиерот. Тука на германска страна бил Лазим Дестани, еколог. Кога завршува, му придува на председателот, се представува. Сакал да му каже, нема ни еден албанец од нашиот крај. Од нашиот крај. Грото се, ќе кажам разликата меѓу инвеститори македонци и албанци. Има специфичности тука. Те познавам, сум чул за тебе, ти многу хумано даваш. Толку. Тој бил во состав на германската. Ова како илустрација, само колку обрнуваме внимание на тие. Тој е тука, нешто прави, нешто, можда во иднина ќе прави нешто повеќе. Тоа не е битно. Битно е македонците и од Источна Македонија тука почна да одат последниве години во Западна Европа. Порано тие што ода право во Австралија, Канада и така натам, така да од таму немаме многу да враќат пари. Нема перспектива за враќање. Овде на долг рок процеси се тие да останат во Европа. Јер и тие водат сметка во Европа, не сакат да. Тие пари ги идат овде, не се мало за Македонија, ти реков, не само моје мислење ова, дека исто како извоз на нафта. Си чул некој чулли Груевски или Ставревски да барем еднаш да потенцират дека 20% од овој бруто продукт домашен ние од тие пари. Јер да не се тие 20% и да се прави една предпоставка математичка, да не тие 20%, во која состојба би било стопанството на Македонија. Нивниот Ако овие пари според вашите согледувања се директно тие придонесуваат. Директно, меѓутоа само што доаѓаат за време на сезоната или пак и оние кои што вкупно што цела година. Така. Све прилив цела година. Тие се од на прилика ниво на цела Македонија. цела Македонија има тука и од исто и нема тука делење. Така. Меѓутоа грото се сигурно од овде, тоа е знам со сигурност, повеќе од половина
од овој. Колку пари според вас се работи? Од 1,5 милиарда до 2 се движи. Порано не било така. Интересно. Тие пари се негде равно на трговскиот дефицит на Македонија. Разликата на увозот и извозот. Тоа знае гувернерот на Народна банка што значи, тоа знае и Ставевски што значи. Да не се тие пари, како ние би се справиле со трговскиот дефицит. Еве, сведочам овде дека овие луѓе 10 години овој проблем не сакат да го. И трето, поради сите овие аргументи, сакам да повторам и друг пат. Излезе еднаш представник на ова влада од било која партија, коалициона, јавно пред граѓаните да се соочи со луѓе кои мислат поинаку од нив, кои имат информации да им докажат зошто не го изгради ова, не го изгради ова. Не може туристи да дојдат во Скопје заради тоа што е споменикот на тие античките. Да било така, јапонците, американците не би оделе во Рим и во Атина милиони да дават, ти имат пари да направат споменици такви, и Акропол, и Колосеум, сред Јапонија. И ќе гледат таму. И че колку е тоа, да не кажам еден лош збор, колку е тоа незнаење. Викат културно-историска вредност. Културна вредност уметничка има некоја дело уметничко во Скопје, ако ја изработи некој талентиран уметник, скулптор. Мама се вика културно-историска. Тие имат вредност Акропол затоа што кога одиш таму во Ефес, вика ова е пред 3000 години. Ова е пред 2000 години. Не ти си направил да го. Таа е вредноста. Дека е изградено тога. Еве ние ги имаме остатоците од Скупи. Тие виадуктите. Кој води сметка дека ако дојде некој однеси го таму, да види дека тогаш некојаш имало луѓе во овој крај кои знаеле да имале потреба од овакви крупни. Тоа е историска вредност. Не оние на мостот 50 не спомени нити ја, нити некој друг, ги знае кој се ти и кој го изработил. Инспирирани од вашата желба за идеално опремен дом, Голди Хом Желино. Уникатни модели и дизајни, а квалитет по македонски стандарди, како и производи од најреномирани турски фирми по најповолни цени. Повелете во Голди Хом Желино и нека вашиот дом заблеска во нов и уникатен дизајн. Голди Хом Желино ќе украси секоја ваша просторија и ќе го зачува вашиот семеен буџет. Дозволете да влеземе во вашиот дом и да го направиме пријатно вашето секојдневие. Голди Хом Желино, повелете, посетете не. Локација во поранешниот објект на Голди Маркет во Желино. Сан Витал. Здравје во капка масло. Ладно цедено масло од сончоглед. Прво домашно масло на пазарот, произведено од 100% чист органски македонски сончоглед. Сан Витал маслото е произведено по светски стандарди, погодно за домакинства и угостителски објекти. Освен за салати, Сан Витал маслото е термички обработливо до 260 степени, без непријатна мириспа, без талок и со двојно поголема вискозност од останатите масла. Сан Витал. Здравје во капка масло. Сан Витал. Побарајте го во поголемите маркети низ Тетово. Телефони 044 377 300 070 224 240 и 072 277 703. Во
однос на печалбарите, што треба со тие луѓе да се направи? Зошто според вас не инвестираат, нели, како што кажавме, неколку се на... Најдуваат на огромни проблеми во државната Имате администрација. контакти? Имам јас што ви сведочат? имам јас контакти, Затоа што може сум би јавно и не разговар. сакаат да зборуваат Не пред сме медиуми. не сме воопшто сигурни дека прво доаѓање тие се третираат како субјекти за да се од нив ако барат нешто да се рекетират. Лично знам. Прво кога ќе дојде од општина, прво кога ќе комуницира, ќе го анализираат колку може од него да се извади. Или за земјиште, или за било што. Моментално да се искористи. Да се искористи нешто. Тоа е појава, на крајот на краиштата е во извештајот, и Европа ги констатира овие проблеми. Колку сакаат doing бизнес, нека пишуваат дека законите се добри, дека тоа. Луѓето, администрацијата, како да? А како да се започне со овие печалбари, да на некој начин можеби треба да се пречекаат во Македонија или пак не знам, средби со нив, да се Комуницирање, одамна пред лани има прилика, пошто сега гледаме за среќа емисии, ги имаше во Албанија сите крупни бизнисмени, Печалбари? печалбари што отишла и други што отишле многу и не се враќаат, ама потеклото им јава. Кај нас 2-3 пати и тоа пропадна. Ако се сеќаваш, доаѓа во Скопје, Имаше така. сами го ги плаќа парите, и хотелите и сите, ама тоа 2 пати и после престана. После стана атрактивен со братарој. А зошто сметате дека властите не сакаат? Затоа централните да тие најдува, тие кога доаѓаат не најдуваат на таа клима што се со пропаганда се обидуваме да ја правиме поволна. Не е поволна. Партизирана, корумпирана државна администрација пишува. Ама тоа да бидеме реални. Тоа трае долго време и тоа за кратко време не се решава. Што е сега? Дупло имаме повеќе број на вработени зголемен, дупло и непотребен. И тие немат перспектива. Утре ако некој сака рез да прави тука, ако најави таква работа, добивање избори нема. Ова состојба ќе... Вашите ставови, како што нели истакнавте во економското и политичко дел, се негативни кон ова владеачка гарнитура и на ВМРО ДПМН и на ДУИ. Имаат ли другите политички елити од другите опозициони партии капацитет да го променат? Можеби не со толку големо и брзо темпо, меѓутоа да го променат ова Види, општество. јас не тврдам дека јас зборувам за овие затоа што се 10 години на власт и не може вината да ја префрлат на тие што не биле на власт или што ќе дојдат. Нити знаеме кој ќе дојде, нели дали ќе дојде некој друг. Нити кој ќе бидат. Меѓутоа, ако дојдат, ако решиме, ако ова држава, благодарение на ова што се постигна за сега само декларативно, не успее ова работа да ја истера до крај, тога ние нема да очекуваме ништо и други да дојдат. Значи, ова практика на политиката, пак се вратам на економијата, политиката да служи на економијата, а не обратно. Економијата да ја користат за своји лични политички цели за да останат на власт, нема. Меѓутоа, голема е надежда и на Европа и на сите логични луѓе во државата дека излезот е вируски рез. А ако 77 пати во овој извештај се спомнува корупцијата во сите сфери, таа е на прво место приоритет. Од тука треба се почне, а ако не се почне од тука, не доаѓа предвид другите чекори да се направат. Неуспехот, можеби новие работи во Македонија кои што нели и во поглед на здравство, економија, образование и слично, ајде направиме на споредба со неуспехот на изградбата на Тетовскиот водовод, кој што 10 години се провлекува во Македонија. 13-14. Така, вие повеќе во бројки Апсолутно. ги следите така, можеби. Вие сте жител на Тетово, ги следите овие работи, некој коментар може Ги поднесувам, ги чувствувам. Така. Еве како жител на Тетово ве прашувам. Еве можам како да ви сведочам дека проблемот на прво иронија е
никој во светот не сваќа да бидеш во подножието на шара, каде има води, каде има планини околу 300. Но не знаеме да ги донесеме, најверојатно. Не знаеме да ги донесеме. Или не сакаме. И не сакаме, значи вода, елементарен услов. Прво, не инвестирано. Второ, таков витален проблем, ако имаме таков економски систем каде што општините немаме материјална децентрализација на општините. Крајно се ограничени, иако и во Охридскиот договор, и во Уставот се, не Охридскиот договор, требаше децентрализација да се направи. Нема децентрализација без економска база на тие општини. Меѓутоа парите се пуштаат од централната власт. Се пуште, исчезнуваат. пари за водоводот се пуштеле и исчезнувале, на крај сведок е градоначалничката пред некој ден. Значи парите се почнати, водоводот, лично знам, пешки сум одел и кај изграден и каде не е изграден, до Лешница. Првиот сведочи овие денови во весници, првиот градежник, фирма од Скопје. Го познавам човекот. Се ја пишуваше во весниците. Вика, јас толку пари колку што зедов, ја извршив работа. Што може да е точно. И верувам дека е точно. Меѓутоа, дојде до политички промени и мене ме избрка, зедоа друга фирма да... Пак тука Знае. политиката е вмешана. Апсолутно. Друга фирма. И другата фирма ги заврши парите. Никогаш доволно пари куп и немало. Меѓутоа и Така тие секој што година бил, се најавуваат. и веројатно ќе се отворат некои поставки, jer тоа не е баш наивно обвинение. Дека сите досега ќе учествувале тука, правиле злоупотреби со изградбата на страна она човечкото во прашање да е водата на 100.000 жители, а некој за своји лични интереси тоа да не го гради 15 години, како може тоа да се оценува? Какви се овие граѓани што гласат за овој, а не поаѓат од тоа? Па кој не го изгради водоводот, никогаш не смее да биде функционер. Не зависи Меѓутоа, само... двете политички гарнитури кои што биле во Гарнитури, Титово, не го изградиле. Сега Апсолутно. Сум мора имал, со некого да се гласа. сум имал прилика лично. Јас сум од Гајре. И таму кој што минува каналот се наши шуми. Не знаеме ни кај се, меѓутоа во катастар се наши. Дошле кај мене, наводно мојот брат правил проблеми, не е платена тоа, ништо. Не е точно, брат ми да, ама се не се пари тие, нити ги користиме, нити знаеме кај се. Дојдоа кај мене да ме молат, ја брат ми да не се прави проблеми, горе да помине трасата, добро. Ви гарантирам тоа, нема проблем. Бидејќи ги знам работите, ги знам луѓето, министри биле за локална самоуправа. Не му викам лично, па добре, кај се парите, зашто не им плаќате? Можда на брат ми не му требат и не му требат тие пари. Па вие сте земале, парите се обезбедени. Па ти знаеш како. Добре, еве, ти гарантира. За брат ми, седи у кафана. Негде 92-та, 3-та. Овие проблеми. И за тоа нема одговорност. Сега се гради, меѓутоа, ќе има ли во историјата некој оправдание дека тоа траело 20 години? Колку слушам сега, и да се при крај каналот, така чув од изведувачот. Филтер станицата не се уште изградена и да Ама се изгради. за филтер и таа не била толку едноставна, и пари барала, Да. околу 2 милиона евра чув. Не едноставна, значи се сеќаваш на градоначалникот претходниот, во октомври више до крај на годината ќе го пуштиме каналот. И некои луѓе му веруваат гласат. Меѓутоа сега имаше ветување дека до октомври тето ќе добие вода, а потоа испадна дека во декември, па на крај истакна дека нема филтер станица, па нека другата добие, година. ама не смее свечено да се пушти затоа што е срамота. Затоа што кој ќе оди да сече лента треба да објасни зашто 15 години се гради. 15 години знаете што се гради во некоја држава?
Град, Друго, воздухот. Водата и воздухот се многу битни. елементарни. Ако општината нема, ако Југохром нема пари да инсталира филтри, па не да ги трошиме парите од буџетот за намени за кои зборев, како тоа 100-200 луѓе овде од буџетот да не се дели брзо да се изгради каналот и филтри да се стават, па Југохром после нека ги врати кредитите, jer таа фирма е. Иако е тоа сложен проблем, и е сигурно извор на загадување, не е единствен и тоа е така. Jer има разни елементи за загадување. Како гледате на другите еколошки загадувачи, сообраќај? Лојпе сообраќајот, отпадоците. Не гледаш каде е на станицата за отпадоци покрај прехранбена индустрија, како ја вика? Житополок. Понатаму е она Молика, што исто така преработува прехранбени производи тука. И ја гледавме. Со години вие, дописниците, од Алсат, од Телма, од ова, секој сабајле кажувате, никому ништо. Нема реакција. Пак има у кафана кој за кој ќе гласа, овој пак ќе добие. Тој што крадел, се треба да краде, оди в затвор, вика он пак ќе добие, па нека добие. Свеста е малка и населението според вас, сметате ли, па свеста е малка и населението или пак може би стравот тука? Стравот тука, заробеноста на државата, користењето на 3 милиарди и 200 за обезбедување на гласови, и тоа ја блокира работата со години. Еве, да преминеме малце на некоја тема која што може и бува, меѓутоа пак тука најверојатно треба да искажеме некои негативни работи. Се работи за туристичкиот центар Попова шапка. Знаеме во каква состојба се наоѓа, знаеме дека до сега тука не се инвестира, можеби сега малку е подобрена состојбата, еве конкретно ако кажем за викенд на селбата, меѓутоа пак со волја и со пари на самите собственици на викенд кутичките. Вие сте еден од тие кои што имаат викендици кои што често ја посетува. Каква е состојбата? И мојот крај е, од Гајре до крај. Да. Имам и некоја носталгија да е таму, Така, како дете таму сме живееле. Прашањето е многу значајно за граѓаните на Тетово, не само него и на цела Македонија. Отпорот да се инвестира на шапка по мене е крајно сомнителен. Тоа има мало подлабоки политички. Шапка и шара се незаменливи природно богатство. Не само за зима, и за лето, и за тоа го кажале и многу било познато компетентни луѓе. Меѓутоа, за да се валоризираат вредностите на шапка, потребни се крупни износи, стотини милиони евра, кои рака на срце тоа не може Македонија да го прави. Че се вратам тоа што може и не го прави, а камоли ова. Меѓутоа нема ни политичка волја за тоа. Да се за шапка уште 80-тите години, 80-тите во комунизмот, странски земји биле заинтересирани, Франција. Сум имал прилика да слушам писател на влада Драголюб Ставрев, доаѓаат од Франција со проект готов да им дозволат тога шапка да ја изградат. Иче Бриганов, доктор, писател на Смешарскиот сојуз на Македонија. Тој имал врска со нив. И тие молеле да ги прими писателот на владата. И тој успеал да го моли писателот на владата, таа делегација да ја прими. И овој присутен со нив. Внатре и тие кажуваат што треба. Проект имаме да правиме шапка. Тој вика така, ама сепак идеолошката лимитираност е тука. Кога завршиле разговорите, излегле французите и он го викнал Сиберганов, врати се малку назад, сам. Тој ми кажува, па вика ти сакаш да продаваш државата? Па вика не. Значи тога е почнал. И тога тие причини биле. Меѓутоа сега не се. Сега требаше огромни напори да се повикат и овие
Имам информација многу една интересна од учесник кој беше цвејкот од Катар овде. Па падна лустерот во Александар Палас. Не мора да е точна. Али им е сугерирано на учесниците и на министрите све разговарите шапка да не ја спомнете. Од кого? Од повисоки. Не мора да е точно, али е индикативно, зер никој не иде. И втор пристап. Што бара шапка во Елем? Прво, јас сум во електростопанство со 27 години. Сум бил и председател на управни одбор и така натам. 2 пати премиерот ветува избори, jer избори има секоја година. Дека Елем ќе инвестира 30 милиони евра на Попова шапка. Значи, нотарна лага е прво, а второ, jer таму не е вложено ништо. Так. И тој знае дека е тоа лага сам. Тоа го вика, да. Прво, нас, уште 90-тите, јас кога сум бил министр, дека јавните предпријатија не смеат да имат несуштински дејности. Ако е за струја, таа е за струја. Не може од цената на струјата некој да инвестира во туризам. Затоа што ние плаќаме струја. Ние не гради централи, што ти. А вика ќе вложиме 30 милиона туризам во ова со пропагандата тешка дел од граѓаните го прифаќаат, вика браво, што ќе прави. После година дена сите заборели што рекол премиерот. Јас поради стручните определби пратам што рекол. Законски не сме нема логика економска, затоа што ние имаме недостиг на струја, увезуваме струја. Ви кажав пред мало. Наместо да се прошири капацитетот и да се гасифицира термонеготино и веднаш ќе имаме струја отприлike колку што увезуваме, тој вика 30 милиона ќе Елем. Зошто Елем? Точно е дека пред да се викне странски инвеститор, крупна компанија, која не може за една година да ги извади тие пари од шапка, тоа треба, дека државата треба да инвестира таму, да ја направи соодветна инфраструктура, инфраструктура. Прифати тоа да го менаџира. Не го прават, апсолутно ништо не прават. Еве да ви кажам, последниве денови се направи електрификација, се спроведе. Jer iako луѓето плаќат улично осветлување, нема со години осветлување за воопшто, да. Улично. Јас и неколку други корисници покренавме иницијатива, 50 бикавме собственици, направивме како одбор за местна заедница, полно се јавија со желба да вратат да ги, и ги за една недела цела должина. А тоа го чекавте до општината 20 години, може би? Апсолутно. Баравте од локалната Како не, секогаш не. Одговор? Одговорот е вака. Општината не е ранглиста на приоритети шапка. Помалу, јас некојаш со општина ги разбирам. Ако некој тамо, тие се богати луѓе кои имат, без струја се, општина Тетово има со околијата што пофаќа 9000 места за сијалици улични. А не собират од наплатата ни 2000 евра. Нема тука шанси да... И собравме, се јавија и тоа ние го направивме. Само тоа не е решение за шапка. Ама не може да плати он Елем од наши пари, пак, jer ние струјата ја платиме, он да ни даде струја. Јебен. За Елем зборба, Евано нема врска. Да. Евано е друга дај ми вика, ја ќе земам готово, после ќе направам. Тоа инфраструктурата сепак треба да го направи општината според... Апсолутно, општина треба да направи. Меѓутоа, ја како учесник во власта и така во државата, знам дека и јас кога би бил таму, ако се соочам со многу покрупни проблеми, викам чекај бе тоа, одите дење, не мора ноќе да одите. Ме разбирате? Ама го направивме. Зборот ми е Елем ако е горе. Не може Елем за да тоа биде малу убаво, не голема инвестиција. И тоа не го прават. За своји потреби, како изгледат хотелите.
Па како бил ли тамо премиерот некогаш, а тамо е пола сат догоре? Кога вика дека ќе инвестира 30 милиони евра, зашто не тргнал догоре да види, да рече? Никогаш, тврдам, никогаш нити мисли озбилно он тамо. Нека излезе јавно со некој што ќе му рече не е точно дека тамо елем треба, нити треба. Од буџет треба да се дават пари, како јавно Добро. добро, да се оспособи за да биде поатрактивно, за да дојде инвеститор странски. Jer тој кога ќе дојде тука да види што треба со земјиштето, со ова, со оне, тоа, па имало формално 2-3 тендера, никогаш никој не се јавил. Тоа не се прави така. Што прават тие наши промотори за инвестиции во странство? И прашувам. Што прават бил некои тројца имиња што никој во Македонија не ги знае, министри за инвестиции, имињата не им ги знаат. Меѓу нив нема еден што не знае македонски воопшто. Ни еден збор. Джерин еден се вика, еден бил. Така, амерички миња. Како последно прашање, допустам во однос на политичката клима во Македонија и соодносот, односно врските, ваше гледиште на коалиционите партнери во МРДПМН и ДУИ. Еве, во неколку наврати нели го споменавме премиерот Груевски, нешто да кажеме за министрите ДУИ. Како според вас тие работат во нивните сектори каде што ги имаат? Затоа што имаат многу нели важни сектори за економија, за живот на... Вие видите, Груевски се наоѓа на врвот на пирамидата на извршната власт. Кога 2006 дојде, он неслучајно кумот го направи подпредседател одговорен за финансии, братучето за тајната служба, тајна држава се вика во светот. И после, бидејќи со критериумите требаше министр за економија да биде договор за економија, за да и он биде маргинализиран, он донесе министр за економија и подпредседател Пешевски. И он ја заокружи таа структура на врвот на власта. После тоа све е лесно. Он не мора да комуницира со министр за економија, за да ој му досаѓа вам. Он направи зошто коалициониот партнер не побара да министри, како што е министр за финансии и заменик на премиерот, нека биде министр за економија истовремено заменик на премиерот. Никој не го постави прашањето дека секретаријат за Охридски договор не е потребен затоа што он дефинитивно се деформира. Тамо повеќе штета се направи со таков начин. Наместо да беа задолжени уставот, не Охридскиот договор, за она што стои во Охридскиот договор, да го спроведат сите министри, сите да имат, или да има министерство што би го поставил ја македонец тамо. Не. Да има еден подпредседател на влада, не секретаријатот и подпредседател. Или они за секретаријатот, двата се секретаријатот за евроинтеграција, гледаме колку. Гледаме сега самите тие од ДУИ 14 години на власт -2. Викат не е спроведен Охридскиот договор кој требаше да се спроведе до 2004. Според условото. Што е? Корупцијата. Се повикувам и на Европска Унија, jer јас сум заедно пред нив. Заложници се едни на други и тука очекување дека може тие да излезат и да рекат чекај, тоа не е така. Друго, јас сум бил член на влада. Затоа молчат цело време? Затоа молчат цело време и со пропаганда се фалат за некои работи што за 10 години нешто и ќе биде. Меѓутоа, проблемите што секој ден се соочуваат граѓаните тоа. Друго, застапеноста. Тврдам овде, математички,
дека застапеноста во вработување во државна администрација кај албанците процентот е намален. Апсолутниот број е зголемен, точно е, примија 200, примија 300. Математички многу просто е, се просто за нас економистите. Ако ти примаш 300 албанци во државна администрација, а во исто време примаш 3000 ВМРО-вци, процентите на албанците учеството паѓа. Никој до денеска ова проста математика нема смелост да ја презентира пред јавноста. Паѓа процентот. Тоа странците го знаат и викат дај бидете сериозни. А сметате дека треба можеби да се смени таа економска политика, се не велам да не се спроведе дел од духот и законските нормативи на рамковниот договор, меѓутоа еднаш за секогаш да се почне да се вработуваат професионалци, а не по етничка линија. Апсолутно како Или треба. по партиска линија. Прво не било реално своевремено, кога било планирано дека до 2004 ќе заврши. Да. Се тие такви цели, такви наследени работи од пред 100 години, да тие не можат одеднаш да се... И не може со механичко носење на луѓе там. Многу е битно за суштинско представување во хиерархијата кај се наоѓаат тие луѓе. Ние не на снимките. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на јавен настап рече дека ја ними не им давам пристап до податоците финансиски и апелирам сите министри македонци така да се однесуваат. Јавно, не на снимките. Никола Груевски на последниот негов настап на телевизија пред ланските избори во државна телевизија. Што да му правам ја на Дуи кога она носи слаби кадри во владата. Истата Јанкуловска јавно рече дека тие не знаат да не ги читат ни законите. Повод беше на полициска акција за се реагираше тога и дека грубо реагирала инспекцијата во присуство на полицијата овде во Тетово и во Гостива. Тие викат немат појма со законот за тие мерки. Тој вика министерот за економија сега дека се фали дека автострадата Кичево-Охрид поминува низ албански краишта. Прво, дали знае он географија на Македонија? Од Кичево до Охрид нема ни едно населено место населено со албанци, таму се исклучиво македонци. Второ, голема грешка. Не е целта да се прави автострада за да одат луѓето од Кичево во Охрид. Автострадите, делниците се прават да се реализира проблемот Црно море да се врзе со Јадран. Нити е битно дека се бугари, македонци, албанци, било кој да е. Тоа тие се ефтини изјави за да се наменити за најнеинформираниот дел на населението. Ама овде греши не ја гледал картата на Македонија, jer од Галишник и она Лазарополе надоле нема албанци, нели? Албанци имено... Погрешно изиграна патриотската карта, сакате да кажете. Па може ли министер да не знае дека тој крај е населен со македонци, што се иселиле сите, нема ни македонци. Не е битно тоа. Не е битно, тој како негова заслуга е тоа. Кинезите инвестираат во патна и железничка инфраструктура низ цел Балкан. Еве ќе прави железничка Белград Будимпешта 300 км на час да вози. Тоа се друга политика на Кина, не е тоа албанци македонци. Они имат други гледишта, да чуе тоа таква изјава што овие што прават овие луѓе? Кого овие имат на чело на такви министри? Така. Че ти рече, ако рече, јас сум од Скопје, не знам тоа како е. Господин Џевдет, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Спектар. Се надевам дека во наредна прилика може би за овие економски политички теми ќе поразговараме нешто, ќе истакнеме позитивно за нашата економија и општо за самото општество. Па сега да се надеваме, меѓутоа сега кога го правиме овој разговор, нажалост тоа не ќе биде
скоро време. Близки дни, Да. Благодарам што бевте гостин на емисијата Спектар.